Добра вечер. Добро дојдовте во новото издание на Data Muhabet, подкастот кој што се бави со информации за дата майнинг, за бизнес интелидженс и општо за податоци. Ова вечер избравме тема да ни биде маркетинг, податоци и телекомуникации. На гости овде со мене го имаме Игор Бегик, кој што е личност со, како да кажам, долгогодишно искуство во секторот на телекомуникации. Последниве 3,5 години или така плюс-минус нешто е директор на маркетинг во Телеком. Тој поседува големо маркетинг искуство во доменот на телекомуникации и реков податоците се секако основен дел од секојдневната работа која што работите вие. Во оваа епизода на Data Muhabet ќе разговараме за вашето искуство и тоа како податоците се вклопуваат, односно како ја олеснуваат, ја доработуваат работата во вашиот домен. Јас од прилика ве представив, може нешто, еве ти да ни кажеш нешто во твоите рани години, 2-3 години навака. Па во Телеком долго време, ишто кога преминав од Телеком од приватни компании кои што и претходно се занимаваа со телекомуникации, со дата и Вие секогаш ќе бидете пошта за мене. Најверојатно. Нема, тоа е ментално ми е врежано и тоа е тоа. Као за овие мобилните што се мобимат. Секогаш. Да. Нема едноставно тоа е и како пелистерка. Одамна, да кажам, преминав различни роли, различни функции во селс и во маркетинг, претходно во мобилна, па потоа во интегрираната компанија Македонски Телеком. Да, во последниве 3,5 години функцијата маркетинг директор на резиденцијални корисници, она што корисниците наши го користат и секој ден го употребуваат. Така. Основна школа каде завршивте? Григор Прличев, Гази Баба. Тоа ме интересираше мене. Овие други работи ги веќе тие ги има на LinkedIn. Веќе ги кажав јас да ги има тие работи. Успех добар? Одличен скоро. Скоро сите петки. Гледате, сите бубалици високо стигаат. Да. Дали пристапот што го имате како компанија е data driven? Предпоставам дека тоа не е ни прашање, мислам дека тоа е веќе повеќе заклучок. Изјава и заклучок, да, затоа што компанија како вас не може да има друг пристап. Прашањето е која е тајната на успехот на маркетинг тимот во Телеком? Па мислам дека секој бизнис, па дури и да не го гледаме Македонски Телеком, човек да седне да развива бизнис, мислам дека треба да има инвентивност, да пронајде работи кои што моментално не се на пазарот, сака да ги као визија нешто сака да направи. А ние како корисници секогаш бараме. Ние секогаш бараме нешто. Преку пошто јас сум нешто корисник за некоја друга индустрија. Преку леп бурек. Да, треба константно да се наблюдува пазарот и да се следат промените и по мене мислам дека најбитно и најкруцијално е да се следат и се гледа корисникот и неговите потреби. Така. Дали сме ние data-driven компанија? Да, рековме дека тоа е заклучок. Таму сме каде што сме, затоа што работиме по основ на податоците, не работиме ништо како да кажам, она од стомак сега ќе направиме вака. Како на времето директорите, Како на времето. Не ми треба мене бројки, јас мислам дека да. С големи производства. Да, сите работи што се креираат се по основ на податоци од пазарот, податоци од корисниците, нивниот фидбек, корисничкиот фидбек, све заедно влегуваат во маркетинг, седнуваме нешто, размислуваме, работиме и потоа креираме работи кои што нашите корисници ги употребуваат. Како капо де тути капо капи на тимот, кои се најголемите предизвици кои што се исправаат пред вас? Јас би сакал така да стигнуваат податоците до мене брзо. Најголемиот предизвик за мене е да она што сега го зборевме пред малку, сите податоци кои што се потребни од пазарот, од корисниците, од активностите кои што моментално ги произведуваме, продажба, мрежа, едно, друго, трето, да дојдат брзо, навремено до оние што треба да направат анализа, да дадат препорака, до ние што треба да одлучат за да може да направат, нели, она call to action, да направат некаква активност за да може
да корисниците го користат она што треба да го користат. Значи, производите кои што ние ги правиме. Тоа е некако као чейн, као врска, податоци, да бидат што е можно по-структурирани на едно место, брзо, за одлука, за акција. 18 години, рековте дека сте дел од тимот. Имате одлична перспектива на тоа како се менуваат работите, како се одвиваат нештата во телекомуникациите. Што мислите, во кој период се достигна пикот на пазарот во поглед на услугите за потрошувачите од конкретно овој домен, телекомуникации? Па да, имав привилегија и да одлучам, нели, да сменам, да кажеме, неколку компании во кои што нели се вработи во телекомуникации, тогаш во Мобимак, нели, низ еволуцијата Македонски Телеком. Да работам баш во оваа индустрија и лесно може да се забележи дека комуникацијата од некоја voice, нели, да отвориш слушалката и веќе да не може да те бараат. Тоа беа добри времиња. Прекрасно време. Да дојдеме до комуникација која што е видео во движење со големи брзини. И мислам дека кога ќе се направи така еден view, мислам дека најголемиот скок е кога од voice преминавме на користење на дата, прво на rich текстови, па потоа да преминеме на 3G, 4G, мислам дека 3G е, со 4G е break-evenот, кога вистински и технологијата дозволи, но и најверојатно ние како оператори се збориме во Македонија. Многу го осетивме тоа. Па да, затоа што ние почнавме некако да едуцираме, пазарот не беше спремен за таков настап. Почнавме да ги едуцираме корисниците дека се што сакаат да направат, може да го направат преку мобилен телефон. И тогаш од персонални компјутери влеговме во мобилни телефони и наместо нешто да работиме на персонален компјутер, ги научивме луѓето дека може да го носат персоналниот компјутер во рака, во џеп. И најверојатно тогаш ескалираше работата. Тоа беше далечната, па мислам дека 2003 година кога свативме дека можеме да гледаме филмови на шолја. Тоа беше таков прекрасен момент. Sony Ericsson T610 кај мојот телефон со саат и веќе нема тука формули од доместосот, нема веќе сите декларации на прашокот за перење. Тоа беше прекрасно време, да. Да, тоа е кога баш на break-even е тоа кога практички од voice, обична voice комуникација, реално почнавме да се движиме во некоја друга насока. Така, да. Нема да веруваат помладите кои ќе им кажеме дека сурфавме со едно курсерче на сиво-зелени екрани на Nokia, ама тоа е тоа. Не веруваат. Да, и колку тоа не било интуитивно, значи ли за тоа време беше револуција, сигурно. Да, беше и сега дури е возбудливо. Малце челенџинг, што би рекле така. Челенџ. Корона. Дојде прекрасен период, да ви кажам браво, јас со месеци си седев, па можда и години дома, уште си седам, да. Да, доволно зборевме за овие работи. Дојде короната и со тоа значеше и забрзување на дигитализацијата во секој можен сегмент во нашето општество. Ме интересира конкретно кај вас, како тоа се одрази на пазарот на телекомуникации, односно како се одрази обслужувањето со нови услуги, понуди, значи се што бараат за, нели, да се зголемат потребите на луѓето кои што одеднаш сватија дека може дома да се седи, да се пие и да се сурфа. Па короната, да, таа е некоја, нели, криза која што искрено кажано, нели, кога се случи, јас можам да признам дека беше чудно, нели, како што сега ќе правиме. Ама короната допринесе да реално се случуваат многу работи брзо. Ние како телекомуникацијски оператор, каде што комуникацијата е основа за да се надмине, да кажам, нели, кризата, во многу случаи, вклучително, да кажам, нели, короната, покажа дека без основата на телекомуникацијата, дека најверојатно не ќе можевме да ги промениме нашите навики и да ги промениме нашите животи. Одеднаш, нели, требаше преку ноќ сите да останат дома, своите работни функции да ги работат од дома, учениците да учат школо, и за тоа беше потребно баш онака стабилна и
reliable мрежа која што ќе ги овозможи тие работи. Ние цела компанија, можам тогаш да кажам, за многу краток временски период, како предизвик го свативме и прилагодивме се за да потребата која што тогаш настана да ја задоволиме. Значи тоа беше баш онака во неколку денови мораше. Можам да претпоставам колку работи, како се работи. Да, беше баш така, да, хардкор, баш онака со интензивни состаноци. Прво нели ние не идевме на работа, него беше баш и за нас промена, многу голема промена. Не идевме на работа, ама повторно ќе кажам, дали и затоа што беше криза, најверојатно сите свативме дека е тоа криза и дека мораме да го решиме проблемот, кој што не беше само наш, дека нели ќе се зголеми датата, сите ќе побаруваат, беше дека сите ќе мора да работат, општеството ќе мора некако да функционира, иако ние во тој момент најверојатно и не бевме ни свесни каков све импакт тоа ќе направи на промените. Имаше услуги кои што ние ги имавме и веќе беа пласирани на пазарот, ама не се употребува зашто немаше потреба. Луѓето не гледаа потреба. Сега денес станаа битни. Безбедноста на линијата на децата кога се дома. Не се на школа, па сурфаат, дали да гледаат политички сајтови, така. Значи имаше доста активности, ама мислам дека бевме подготвени, брзо реагиравме и согласно потребите тогаш на корисниците веднаш одговоривме. Така. Јас се сеќавам на тоа време да телекомуникациите и брашното беа на прво место, дури пред тоалетната хартија. Тоа беше покој. Пошто не можеше да се купи телекомуникации во... Па да, тоа беше основа да се работи. Супермаркет. Да, беше основа да се работи, да се учи, па и да се забавува, најверојатно. Мислам дека... Да. Релиф беше многу битна работа и многу интересен период, морам да кажем. За жал заврши. Да. Ме интересира како изгледа процесот за лансирање на еден и маркетирање, да речеме, на еден нов производ во доменот на телекомуникации. Се тоа што го кажа околу корисничките потреби и гледањето на корисниците на сето тоа што треба да го направиме е токму тоа што, да кажам, нели продукт маркетинг тимот го води. Немаме никаква отстапка од она стандардното на англиски нели 4P: продукт, price, place и promotion. Нема ништо различно од тоа, но основата е продуктот by itself. Да има вредност и да има потреба корисникот тоа да го употребува. Ако ние направиме нешто што нели е тотално неупотребливо, во тој случај најверојатно нема да треба. За тоа нели се збориме, ако се поврземе наназад за она што зборевме какви све податоци се потребни, значи треба да примиме податоци од сите страни, корисничкиот фидбек, пазарот, активностите кои што моментално го имаме, конкуренција, и нормално гледаме што се случува и на другите пазари, пошто имаме шанса нели да комуницираме со останатите компании од Deutsche Telekom. Гледаме таму што се случува и од таму собираме искуства и некако правиме да корисничката потреба низ едноставно некое дигитално искуство да го пласираме на пазарот. Дигиталното искуство, можам да кажам, 3,5-4 години колку што сум на оваа позиција, се покажа дека е круцијално најверојатно и се погодија коцките, нели, можеби. Ама мислам дека едноставноста и симплификацијата носи кон дигитализација и кон дигитални лесни продукти и дека тоа е исто фундамент кога се размислува, да се размислува во овој момент како тоа да се направи дигитално, како на апликација, како на веб. Така да тоа не е ништо различен процесот. Добро. Користење на податоците од сите страни, нормално, искуства, своје мислење, џвакање и потоа да. Ме интересира како правите понуда за пазарот. Добивате стрикни дирекции од горе, нели што викаат од горе, од централа, или секој пазар си ги брка работите за себе? Па да, го начнавме тоа. Македонски Телеком е дел од Deutsche Telekom група, акцијата која што нели еден е телекомуникацијски лидер и неговото мото е да ги услужиме корисниците и корисниците да користат едноставни, но технолошки најнапредни решенија.
Сега тоа како стратегија се провлекува ке нас сите, зборам нас сите оние што се под Deutsche Telekom, вклучително и Македонски Телеком. Но бидејќи пазарите се различни. Германија, Полска, Чешка е различна со Македонија. Ока сме. Да. Воинат ги јадеме. Да, имаме баш, не можам да кажам, прилично многу слобода, него 100% слобода да реагираме на пазарот согласно потребите на пазарот. Она што е, пак ја кажам, битно е дека учеството или членството во таква една групација па дозволува да имаме можност да комуницираме и разменуваме идеи со нашите колеги од останатите земји, да креираме решенија заеднички, кои што во принцип понекогаш се многу скапи и ако седнеме да ги правиме сами во Македонија, најверојатно и бизнис кейсот или на деловната како да кажам, деловната пресметка најверојатно нема да се исплаќа, зашто ќе биде многу скапо, нема да имаме ресурси, нема да имаме пари. Така, како членка на Deutsche Telekom, користиме бенефиции кои што за сите компании можеме да ги имплементираме во Македонија, кои што се технолошки стварно најнапредни. Може да дам еден пример. Слободно да. Да. Неполна година веќе, да кажам, користиме еден ултрамодерен систем за собирање на корисничкиот фидбек, на она што корисниците го зборат и сакаат нас да ни го кажат ова како почнавме. Тие што се? Да. Таму мериме NPS, Net Promoter Score, колку нашите корисници би не препорачале на некој друг. Имаме едни од најдобрите резултати во групацијата, но решението кое што го имаме имплементирано, сами немаше да можеме да го имплементираме. Во склоп на оваа групација го имаме, во групацијата го имаме имплементирано и е технолошки напредно. Но, пак ја кажам, гордо стојам на чело на тим и на тимови, кои што без разлика што можеби скапите решенија не можеме сами да ги имплементираме, добро и користите. Да, генерираме и доволно идеи и решенија локално што ги имплементираме, кои што останатите подружници на Deutsche Telekom ги применуваат за многу кратко временски рок, што значи дека се инвентивни и се применливи на другите пазари. Така да, тоа е нешто што ние го користиме, ама што и Deutsche Telekom како групација го добива. Так. Нашата креативност. Од надвор што ќе ни го дадат, ние ќе си го искористиме и ќе испадне дека сме најарни. Па како со југото најверојатно. Например, чиста работа со југото. Огромно искуство. Ме интересира вашата предикција во однос на тоа како ќе се движат трендовите во наредните 5 години во однос на понудата за потрошувачите. Што ќе биде интересно, што ќе бараат најмногу? Што ќе бараат? Моментално дигиталниот корисник и неговите потреби можам да кажам дека се прилично високи. Она што го очекувањата се големи. Има па интернет читаат глупости таму Америки, ово, све и свашта, Кина, Јапан. Па оди у Јапан да видиш како е таму, да видиш ориз да јадеш секој ден, па после барај. Да. Но суши. Да, ќе гледаме да ги исполниме, да кажам, очекувањата. Не можам да кажам дека доцниме или не доцниме. Мислам дека сме далеку напред од аспект кај сме, што сме со продуктите. Но каде би се движеле ние, ја мислам дека корисникот ќе бара безбедност и ќе бара стабилна врска, кога збориме за комуникација, ќе бара поддршка. Она што мислам дека ќе биде битно за корисникот, ќе биде персонализираниот пристап. Значи, што на Игор му треба најверојатно на Горас може да не му е... Не, слободно. Да не му е исто. Пребацај кај мене сеша не требеске. Ќе се снајдеш. Да. Имам луѓе. Мислам дека новите генерации и дигиталниот тренд, новата ера, ќе побарува некакво ангажирање на корисниците као engagement, као loyalty, као да се занимаваат нешто малце повеќе.
мислам дека тоа ќе ја зголеми лојалноста на корисниците и тука треба многу да се работи. Од аспект на технологија, мислам дека сме тука спремни, дека работиме доста технолошки. Оптичката мрежа и 5G. Не зборуваме за конспиративни теории, дека така да не го спомнуваме тој збор. Тоа ќе ни донесе доста новини и дека во таа насока ќе се движи пазарот. Повеќе значи корисникот и неговата потреба. Така. Се зголемија, претпоставувам, корисниците кои што користат онлайн услуги од претходно, зборам за активирање сметка, плаќање сметки по телефон, техничка поддршка, чат, такви работи во однос на пред короната. Па и претходно имавме ние некакви мали иницијативи околу тоа, чат и чат-бот и така натаму, ама во последно време користењето на така наречените услуги кои што порано најверојатно не се користеа е зголемено. Тоа мислам дека е секаде во секој домен од нашето општество, во трговија, во не знам, вадење на документи, па нели тоа порано користење на дигитални услуги беше банкомат. Тоа беше најдигиталната услуга што ја користеа. Да, требаше да тоа беше дигитално. Да, не, сега е баш онака скокнато, посебно во короната. Значи тогаш се направи голема трансформација на сметките, плаќање на сметки, плаќање онлайн, договори, подпишување, траење, техничка поддршка и така. Техничка поддршка. Тука, како да кажам, ќе напоменам дека имаше услуги кои што беа како се вика, на понуда, не се користеа, почна луѓето да прашуваат, сакам безбедност да видам, дали ми е безбедна линијата, Касперски, имаме ние некои решенија кои што се на мобилната страна, кои што се на фиксната страна, и од тоа што нас свесни почна да ги активираат. Така да во последно време има баш онака строго растечки, оштар растечки тренд на користењето на таквите услуги. Како ги користите податоците што ги добивате од сите овие дигитални трансакции од луѓе, на секој ниво зборам? Па, збориме за податоците и рековме дека податоците се во принцип предност за да го драйваат бизнисот, за да, како да кажам, за да можеме да убаво си кажавте. Да го драйваат бизнисот, да карот да иде. Да, но јас би сакал да напоменам, без разлика на кој начин се собираат, да кажам, тие информации, тие се употребуваат согласно сите нормативи кои што се за заштита на претплатничките податоци, дека корисникот треба да има согласност за тоа ние да го правиме, а инаку кога имаме согласност, сите информации поврзани со корисникот, пробуваме да ги искористиме за да можеме на корисникот да му даеме што е можно по-персонализирана понуда. Така да све што моментално легнува, да кажам, како информација, што може да направи поврзано со корисникот, а корисникот за тоа има дадено согласност, почитувајќи ги нормативите на GDPR и консентите кои што сам ги има дадено, пробуваме да направиме некаква анализа за да можеме да пристапиме до него што е можно поблиску. Живееме во време кога веќе семокниот Excel се уште се држи на врвот и се уште е недобрата алатка за анализа и за се што ја знам луѓе што играат Doom во Excel, но тоа е за друг подкаст. Ме интересира какви алатки и технологии користите сега наспроти она претходно кога беше застарениот период. Што овозможуваат сегашните повеќе пред оние старите, зборам за ливчиња, за пусулчиња, за парагончиња? Па ако правиме сега некаква компарација, барем последните 18-20 години, и ако спомнеме дека во тоа време брзините беа килобајти во секунда. Пееше скамоден. И тоа беше онака баш... Тоа беше луксус. Да, 36 бета. Сега збориме за гигабајтни брзини. Значи, најверојатно таков е скокот или уште подобра некоја, како да кажам, или слика би било
на времето кога ги палевме Commodore компјутерите, оние чкрипеа, нели, за да инсталираме Тоа беше некакви... штелување на главата за да Да, може да. касете да се да. И перформансите на сегашните, да кажам, нели, компјутери, колку е тоа драстично, така и најверојатно и податоците кои што се генерираат во овој период е огромен раст. Во тоа време дефинитивно нели единствена алатка за на некој начин колектирање и собирање, давање информации како понатаму, што да правиме, како да правиме, беше Excelот. Мислам дефинитивно. Excelот како последен производ од многу поврзани табели, многу линкувани колони, ставени на некое место или локално на некој Секој отварање на Excelот е мини пазл, мини квест. Па тоа нели си заборил да аплетираш некој линк, па тоа нешто не иде и така натаму. Застанав, кој го отворил пред мене. Да, тоа беше баш онака и мислам можам да кажам дека стварно беше тешко да се работи во таков амбиент, ако направам некаква споредба од сега. Сега да. Да. Сега со овие што се процесинг можностите од алатки кои што се моментално на располагање за процесирање на дата, даваат огромни можности и бенефиции. Од аспект на брзина, кој што претходно го спомнавме, за да стигне до тие што треба да одлучуваат по препорака на некој што прави анализа. И до оние што можеби му треба, а не му треба, да кажам, нели, во моментов. Тоа значи дека може да се изработи анализата, да се даде препорака и таа да стои некаде и да може да се чита и од мобилен телефон во движење. Тогаш не беше замисливо такво нешто. Сега е баш онака, све е брзо, све е лесно, далеку полесно. Има алатки кои што овозможуваат голема флексибилност и одлуките се носат сега многу побрзо. Ама тоа го налага и пазарот. Избориме цело време брзина. Че све е поврзано со брзината. Компјутери брзина, интернет, гигабитни. Се е брзина, така е, да. Ме вика брзи мене на времето. Не е тоа што мислите. Да знаете. Да. Телекомуникациите секогаш се на тапет на сите луѓе, пошто, како што кажав, без тоалетна се може, без интернет се не може. Слушате ли интересни духовити коментари во врска со телекомуникациите од сите страни? Стигаат, освен нормално знаеме дека 5G и флетърт се тука едно со друго се држат, според Миленко, и други појави. Кој ми интересира најинтересното нешто што се го чуле во врска со телекомуникациите? Може да е небулоза, слободно, ја сакам такви. Па, види, 5G и короната некако ке нас, барем на нашиот маркет, се погодија заедно. Да. Другите ја прележаа короната порано. Некој 5G го прележаа порано. И сега, нели, најверојатно 5G и короната станаа глобални и не се зборуваше се и се што само ке нас, него се зборуваше секаде. Така. Имаше чудни, како да кажам, нели, изјави, можеби за оние што се технички и технолошки неразбирливи, небулозни, ама мислам дека секоја новина која ќе дојде, струјата измислија, луѓето се чудеа, се плашеа најверојатно дали струјата. Кога дојде нешто ново, нормално е да одредена група на луѓе различно ја толкува и различно ја перцепира, а сега секој може да... Мислам, има секакви бизнес интелидженс измислија, мислам, се и се што се нема да се изначи човек го... Но нова, да кажам, нели, но прашањето е, ако сега пак правиме некоја ретроспектива, се вратиме назад, 18, 20, 25 години, кога можевме да комуницираме само voice, а сега сите живееме толку брзо, збориме цело време за брзина, 5G некако доаѓа комплементарна со нашата потреба. Да. И дали некој може да ја поврзе со потребата или со некоја друга, да кажам, или потреба, тоа... Да. Ние сме станати прилично улежани, да речем, и веќе многу тешко човек може да ни ги задоволи потребите или да ни изненади. Јас мислам дека од 3G на 4G, па од 4G на 5G скокот практично не знам дали некој ќе го примети, ниту пак некој се возбудува, како што се возбудува на пример за скокот од P6K на ADSL. Значи тоа веќе беше сериозен скок. Така да не знам дали некогаш ќе можеме тоа да го постигнеме, но ме интересира
Како би ја реагирале вие Македонија во регионов во однос на понуди, во однос на услуги, производи, кориснички искуства? Па во телекомуникацијскиот дел Освен Германија тргаме, мислам она е малце подалечко, за таму треба па добро, ние имаме 100 евра за батарија. ние имаме среќа дека ете баш и германците можеме да ги видиме и тоа баш од блиско. Пошто нели Регионот се. си викаат наши се. Тоа се балканци. Наши Балканци, ама страви ми е да кажат. Да. Можам да кажам слободно дека она што ние и ние што го правиме, а нашите корисници што го употребуваат и што го користат како краен производ, дека воопшто не отстапува од нигде. Прашање е најверојатно во оној делот што е најверојатно второто П и третото П, ако ги гледаме дека тоа е price и place. Значи, како ние си имаме позиционирано во однос на цената и потребите, да кажам, нели, на пазарот. Од аспект на продукти, дури имаме решенија кои што моментално не се возможни да се, да кажам, имплементираат во некои други, да кажам, нели, компании, пошто имаме среќа да и комуницираме, гледаме внатре што има во останативе 10 компании кои што се на Deutsche Telekom, но нормално го гледаме и околината, не знам, гледаме што се случува во Србија, што се случува операторите што прават во Бугарија, грците се Задруга. Да, тоа е интересно. И други гледаме работи. И мислам дека дел од работите кои што и овдека се прават во Македонија, како и да кажам некоја фабрика на иновации, и не може да се применат во останатите да кажам компании, затоа што ние долго време пробуваме да работиме поедноставно. Не сме едноставни, голема компанија, нели, не сме едноставни, ама гледаме да работиме поедноставно и комплексните работи најверојатно може да се да дојдат до корисникот на едноставен начин, преку дигитален пат, само ако се едноставни позади. И ние не доцниме воопшто, креираме продукти кои што се релевантни и кои што останатите пазари најверојатно ќе ги достигнат. Не зборам од аспект како се презентирани, дури како се изведени. Како корисникот ги користи за да може да направи, не знам, магента. Така. Значи, супер бренд, сите го користиме. Црвена, плава и малце бела, лично. Па да, има точна бројка. Така, да, сима. Точна бројка, да. Кој ќе на аутолакер они се знаат, си имат. Одма, само ќе спомне за да. Се. Кажавте дека практично идејата користење на податоците е во случајов најдобро да се најде персонализација за сите работи. Но еве нешто кое што конкретно може да очекуваме во догледно време од ваша страна. Има ли што смеете да го кажете без да... Па не, мислам дека во догледно време фокус ќе биде корисникот, сега ке нас нели цело време тоа е корисникот, ама сепак мислам дека во догледно време повторно ќе биде само корисникот во фокус. Дека новата ера и дигитализацијата побаруваат брзина, побаруваат ниска латентност, овозможуваат гигабитните мрежи 5G, овозможуваат латентност. Си викам, што? Да, брза реакција. Да, одзив. добро. Брзо да вака. Фала Богу, јас сум ниско потентен, леле. Да. Ја мислев латент добро. Да се пренесуваат податоците што е можно во пореално време, 100% реално време. И тоа ќе даде баш онака пуш, да кажеме во наша терминологија, на IoT, на VR, AI, IR. Најверојатно, мислам дека ќе биде исто многу битно безбедноста. Безбедноста на податоците, на корисничките податоци, на она што го прават корисниците, тоа ќе биде... Безбедноста во принцип секогаш била важна, но многу малку се давало значење и внимание на тоа, за жал. Па, има многу работи кои што не зависат само од нас, од операторите. Ја мислам дека и дигитализацијата може и многу побрзо да иде ако
Да, ако ние операторите, а мислам дека и овие финансиски институции на некој начин структурирано работат на едукација на корисниците за да може што повеќе да користат дигитални услуги, едноставни дигитални услуги. Тоа може да допринесе многу за да се тоа што го збориме, се тоа што го правиме стане што е можно побрзо релевантно за да се описме. Па да. Така. И не само тоа, него и збориме некако општество треба да направиме енейблери, значи да поставиме правила за да може сето тоа да функционира. Пример сега, ние да направиме и дигитална услуга да гораст може да не треба да иде воопшто салон за да направи потпишување на договор. Ние тоа не можеме да го направиме. Значи не сме Холандија за да можеме да Тоа е регулатива некоја веројатно. Па да, тоа кажам дека ќе треба комплетно да работиме сите ентитети во државата, ама мислам дека највише може да допринесат телекомуникацијските оператори и финансиските институции да работат на едукација за да може тие едноставни дигитални сервиси и услуги да станат подостапни кога луѓето ги применуваат да може да ги користат. Така. Игор, ви благодарам многу на вечерашното гостување. Убаво да си имал во друштво на паметен човек кој што има години искуство со технологија и една од работите која што мене ми е така блиска до срцето. Да, мене ми е мило што еве вие креирате такви, како да кажам, настани и информативни изданија кои што ќе допринесат повеќе за едукација на пазарот, пошто сега на крај зборувавме за едукација на пазарот и на корисниците да разберат од прилика што каде идат технологиите и каде иде еве светот, за да може што може да очекуваат, што може да очекуваат. Да. И да знаат како тоа треба да го прават. Така. Пошто не секој може да не кликаат сега. Да не кликаат сега. Ако што пишат е безбедно, download, што не е безбедно. Ако пишат download, има 17 копчиња download. Идејата е да знаете кој е точно да. Да, и немојте на Телеком Ветаградова со Samsung S20 за 1 денар. Тоа е многу хардкор. Туди ми текне имене на тоа. За уште постои тоа? Да. Не. Да. Изгледа не ми излегува мене. Значи Касперскиот работи. Не тебе персонализацијата ти е не. Да, вика овој не му не треба. си купил до сега изгледа за 1 денар и затоа више не ти праќаат. Да. Не сум фатил. Ви благодарам уште еднаш многу, а вас, драги гледачи, почитувани слушатели, сите вие љубители на податоците, за крајот на оваа епизода на Дата Муабет издвоив еден од еве ќе речем моите омилени поети, една поема, овој пат од вечно неразбраниот, никогаш признатиот философ Ласар Топаловик. Тој во една од неговите разговори, автобиографски книги, ќе извади еден цитат од неговите разговори, дискусија со Ниче. Вели вака: ова е странски, ќе го прочитам во оригинал заради тоа што секој превод само ќе ја уништи суштината. Ја га више волим, него леба да једем, ја без njega више не могу да се смејам. Ја га више волим од рамба и рата, хочу да го узмем за роđenog брата. Мобилни телефон, кад зора заруди, мобилни телефон, он ме песмом буди. Мобилни телефон, живи у мојој груди, мобилни телефон, ја ga имам, људи. Добра ноќ и довидување од мојот дата дом во Data Masters.